Мене ми е особено драго што на крајот од пирамида, иако природно не може секој да е победник, секој се чувствува како победник, од има неверојатно позитивна атмосфера во студијата, за кој сте виновни вие тука. Нашата публика, веќе знаете, е од фон. Дајте се аплауз брзо! Имаме организација на жени Тафталиџе, така не? Имаме организација Мешани жени, кисела вода, ово, оно и разни жени на пациентки. Веќе ги знаете, тројцата полуфиналисти, ќе ги најавам последниот редослед, но пред се, ако вие го погодите победникот со вртење на телефоните на вашиот фаворит, веќе знаете 0701412771 е за Јани Макрадули, 0701412772 е за господинот Жан Митрев и 0701417273 за господин Филип Петровски. Ако вие го погодите победникот, тогаш влегувате во информатичкиот барабан и може да добиете вредностен ваучер од 10.000 денари Мајорика, значи имате величенствени бисери кои што не се за еден ден, туку се прекрасни. Значи, како што веќе знаете, пријатели на пирамида се T-Mobile и Алкалит Скопје. Почнуваме. На првата позиција господинот Јани Макрадули. И за него може да гласате на 0701412771. Вие може да шлускате понатака. На втората позиција ќе го гледате господинот Жан Митрев. 0701412772 и на третата позиција господинот Филип Петровски 0701412773. Да одиме по ред. Господине Јани Макрадули, вашата позиција е ова. Господине Жан Митрев, втората позиција за вас. И господинот Филип Петровски, третата позиција. Можете слободно, господине Макрадули, господине Митрев и господине Петровски, да се поздравите со вашата публика и да си ја мотивирате, затоа што оваа публика во студиото практично ја мотивира она пред телевизиските екрани. Имаме одлични 5 теми, се надевам дека се подготвивте. Дали сме спремни за второто полуфинале? Да, кратко и јасно. Добро. Вие, господине Митрев, ми кажавте дека имате само 3 операции. Просечно правите по колку? 3 или 4. Мене овдека вашата публика на оваа трибина ми кажа дека практично се сопруги на вашите пациенти. Тоа значи дека имате многу повеќе мажи како пациенти од жените, зашто дека жените се поиздржливи, така? Па тоа не е ништо ново. Да, добро, така е. И господине Филип Петровски, дали вие сте спремни за ова полуфинале? Лепо што сте наместен полоса. Секако дека сум спремен. Добро, што ни носите во кесичката? Во кесата имам... Мито и корупција малку за вашата публика? Имам македонски книги. Ако е тоа мито и корупција, се сложувам. Книги за публиката, после... Добро. Првата тема ја отворате вие, господине Макрадули. Спремни сме? Има. Тишина, мирни. Одиме со првата тема. Многумина оваа средба во клубот на пратеници ја доживеја како совладување на една политичка криза. Арно Амасе се среди откако добија лидерите заедно со премиерот по една воспитна од страна на моќните амбасадори во нашата земја. На прашањето кон премиерот дали ова значи никакво одмрзнување на диалогот,